Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Денеска сме повторно заедно уживо. Денеска е 8 април, петок 2022 година, 98 ден во годината. Утрово сонцето во Кавадарци изгрева 6 часот и 4 минути, а истото ќе зајде во 19 часот и 4 минути. Денот трае точно 13 часа. Денеска во Кавадарци 8 на топол сончев ден, некаде околу 7 до 8 степени 8 на денот во Кавадарци и според денешната прогноза во Теквишијата ќе имаме вистински пролетен ден. Не само во Теквишијата, туку во целата наша земја. Еве според денешната прогноза, таа гласи дека ќе имаме сончево и потопло со мала локална облачност. Ќе дува умерен ветер од југозападен правец. Искористите го денешниот и утрешниот ден, почитувани гледачи, бидејќи веќе во сабота навечер, кон недела, ќе имаме повторно врнежи и заладувања. Како е да е, денеска температурите ќе се движат на крајниот запад во нашата земја од 2 до 14 степени, во Скопскиот регион од 5 до 22 степени, Комановскиот од 4 до 20, Беровскиот од 2 до 18, Гевгелискиот од 8 до 25, исто и во Теквишијата ќе имаме од 6 до 24, Пелагонискиот регион од 5 до 20 и Охридскиот регион од 5 степени до 16 степени. Утре ќе имаме слично време, значи како и денешното, температурата ќе се движи најниската од 3 во крајно западните делови, а на југот ќе имаме од 9 до 26. Во Кавадарци ќе имаме слично како и денеска. Но веќе, значи од недела, прогнозата вели дека ќе имаме спуштање на дневната температура за 8 до 9 степени, така да дневната ќе се движи од 12 до 18, а утринската од 4 до 10 степени. Исто така ќе имаме и во понеделник намалување, односно ќе имаме од 0 до 6 степени утринската температура, а дневната од 11 до 19. Значи тек во недела попладне, кон понеделник повторно ќе имаме покачување на дневните температури. Но како е да е, денеска ќе имаме убав ден, сончев ден, денеска во Кавадарци е петок, односно пазарен ден, така да ако имате намера да купувате нешто на зелениот пазар, може да го искористите топлото време. Што се однесува до воздухот, денеска во Кавадарци според мерната станица ни покажува дека е чист. Значи тивко е времето, бидејќи е топло, луѓето толку веќе не ги загреват своите шпорети и како е да е, имаме, значи, чист воздух, може да дишеме денеска во Кавадарци. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие ни јавуваат дека сообраќајот на државните патишта се одвива по суви коловози. Така да може некаде во некои делови се уште има влажни коловози, но во Теквишијата немавме врнежи синоќа. Така да вие кои возите бидете внимателни, значи Автомотосојузот препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со возилото, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите. Имаме некаде и одрони, значи се уште не се тргнати тие одрони на автопатот А2 Свети Николе Миладиновци. Како е да е, возите и во градот, внимателно посебно на пешачките премини, пуштете ги пешаците да поминуваат, почитувани гледачи, бидејќи тие се најболните точки, пешачките премини, каде што гинат и деца
i возрастни луѓе. Денеска спомнав дека е 8 април, ден посветен на нашите сонародници Роми, кои ги имаме во Македонија, така да денеска е тие го прославуваат својот ден 8 април. На денешен ден се случиле многу интересни работи во светот, па јас сакам да ви пренесам ово утро, почитувани пријатели. На денешен ден, значи 8 април 1513 година, Хуан Понсе де Леон ја открил Флорида и ја прогласил за територија на Шпанија. Гледате, некојаш и Америка била под окупација на Шпанија. Еве, во 1513 година Хуан Понсе де Леон ја открил Флорида. 1692 година, на денешен ден, роден е италијанскиот виолинистки виртуоз и композитор Джузепе Тартини, кој ги открил одделните акустични појави во музиката, компонирал виолински концерти и сонати. Добро, одиме понатаму. Прескокнувам доста, зашто многу на денешен ден починале, се родиле, кои за нас можеби не се толку ни важни, но еве уште еден податок. 1907 година Франција и Велика Британија подпишале конвенција со која била потврдена независноста на Сијам, сегашен Тајланд. Очигледно тие големите сили како што се Франција, Англија, Германија и други големи сили многу поробувале држави во светот, односно градови и села. Еве, овде 1907 година Тајланд доживува, односно прогласува, потврдена е независноста на ова подрачје. 1909 година на денешен ден во Прилеп е роден Круме Кепески, македонски педагог, лингвист, преведувач, собирач на македонски народни умотворби, граматичар, автор на првата македонска граматика, објавена во 1946 година. Коавтор на првата ромска граматика, објавена во 1918 година на збирката Анегдоти, хуморески и легенди. Островот бил парче земја фрлен во вода, објавена во 1993 година, и на други дел умрел на 3 ноември 1988 година, а бил роден на денешен ден 1909 година. Понатаму одиме, 1946 година одржана била последната седница на Лигата на народите во Женева, пред тоа таа организација да биде заменета со Обединетите нации. Значи, до 1946 година денешните, како ги ние нарекуваме Обединетите нации, се викале Лига на народите, но од 1946 година добива ново име како Обединетите нации. 1971 година во Лондон почнал првиот конгрес на ромите, кој траел до 11 април. По тој повод, Организацијата на Обединетите нации го прогласила овој ден за светски ден на ромите. Еве, овој податок може и не сте го знаеле, вие кои припаѓате во ромската националност, значи на денешен ден, 1971 година, ромите добиват свој ден за прославување, светски ден на ромите. На денешен ден, 1993 година, Република Македонија со акламација во Генералното собрание на Обединетите нации била примена за 181-та полноправна членка на светската организација. Со тоа е потврден меѓународниот правниот субјект на државата по изразената референдумска волја на македонските граѓани на 8 септември 1991 година, кога Македонија прогласи независност како независна држава. Според, сепак поради противењето и притисоците на Грција,
koja него прифаќа нашето уставно име, знаме тогаш бевме запишани во Обединетите нации како поренешна Југославенска република Македонија, а сега ете од пред некое време и го добивме новото име Северна република Македонија, но сепак ние си ја знаеме како Република Македонија, така ќе ја викаме. 1993 година Република Македонија воспоставила дипломатски односи со Нов Зеланд. А во 1996 година Република Македонија и Сојузна Република Југославија подпишале договор за нормализација на односите. Еве, почитувани гледачи, тоа беа неколку сервис информации на почетокот. Само да ви спомнам дека вчерашната емисија беше навистина гледана и сега според она што ми го покажува Facebook како информации, само да ви пренесам, вчерашната емисија навистина била гледана и во некои земји, во некои држави кои досега не се појавуваа овде во оваа скала, во оваа листа. Секако по земји најмногу Македонија, од Македонија не следат, потоа Србија, Бугарија имаме доста гледачи, Хрватска, Америка, Германија, Босна и Херцеговина, Украина, каде што се уште се води војна, ете во некои подречја секако луѓето имаат можност да не следат, Австралија, Австрија. И сега по региони, централна Србија имаме голем број на гледачи. Чаир, значи во Скопскиот дел од нашата земја, Кавадарци, Војводина, Јамбол, тоа е провинција во Бугарија, Загреб, еве во Загреб не следат, поздрав до Загреб, Батен-Витенберг, тоа е дел покрајина во Германија, Охрид, Вараждин, Република Српска, а од Македонија секако не се назначени градовите и селата, но имаме голем број на гледачи и која пратат и после нашата емисија, бидејќи се снима и можат луѓето да ја гледат и во текот на денот. Старосната граница кои не следат секако повеќе се од женскиот пол. Од 54 години па над 65 години. Значи во таа група спаѓаат најбројните наши гледачи, бидејќи тие се дома, секако младите одат на работа, но како е, ви благодарам на вашата доверба и што не следите. Верувам дека така и ќе биде и понатаму. Споделете ова емисија, почитувани гледачи, одете на нашиот YouTube канал Радио Гласна Надежда, каде што се поставени сите досегашни одржани емисии, може да ги гледате и да ги споделувате со вашите пријатели. Сега ќе одиме со една убава христијанска песна, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. tuži duša i za
Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, вие следите утринската емисија на Радио Глас на Надежта. Емисија која се емитува секој утро во живо, секако од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата емисија. Следува рубриката Капки на мудроста и кратка приказна. Еве, денеска приготвив неколку мудрости што верувам ќе бидат интересни и поучливи за сите нас, почитувани гледачи. Црквата е болница за грешниците, а не музеј за светците. Верувам дека овде имаме јака, силна порака за сите нас, да не чувствуваме црквата како музеј, како кај што треба да бидеме здравени. Не е музеј црквата, току болница кај што доаѓаме, ги кажуваме нашите потреби пред Бога, се молиме заедно, го обожаваме и го славиме големиот Бог. Благословени се милостивите луѓе, зашто тие ќе бидат помилувани. Тоа е едно од 9 блаженства што Исус ги кажал додека бил на оваа земја. Значи да бидеме милостиви кон сите оние кои се околу нас, зашто и ние тоа го посакуваме други да бидат милостиви кон нас. Благословени се милостивите, овде Исус вели, зашто тие ќе бидат помилувани. Е уште едно блаженство, благословени се кротките луѓе, зашто тие ќе бидат наследници на земјата. Секако се мисли на новата земја. Слабите никогаш не може да простат. Простувањето е карактеристика на силните. Во молитвата Татко наш, една реченица стои или пишува дека Татко прости ни ги гревовите, како што и ние ги проштаваме на нашите должници. Треба си простуваме, зашто тоа е дел од нашиот живот. Сите може да погрешиме еден на друг, но прошката е таа која ни дава нова шанса, ни дава нова прилика. Ако Господ ни ги простил нашите греови, тогаш зошто и ние да не простуваме, почитувани гледачи? Многу е лесно да поразиш некого, но многу е потешко да го победиш. Мора да научиме да живееме заедно како браќа, инаку ќе исчезнеме заедно како будали. Да не сме се родили на овие простори, треба да живееме без разлика кој, како се вика, во која нација припаѓа, во која вера, односно како верува Господа. Сите ние сме браќа и сестри пред Христа, пред Бога. Не се сите будни кои имаат отворени очи. Звучниците го појачуваат гласот, но не и аргументите. Може да викаме дека сме во право, но тоа не ни значи дека сме во право, ако ние го повишуваме гласот. Треба да го кажеме она што е потребно, што е добро, но на начин како што доликува. Звучниците го појачуваат гласот, но не и аргументите. Еве тоа беа неколку капки на мудроста. А сега пораката или примерот кој се заснива на Јона, книгата на Јона, 3 глава, 1 стих. И му дојде на Јона Божиот збор по втор пат. Бог е вашиот прогонител. Понекогаш како Јона мислиме дека ќе му избегаме ако трчаме до Јопа и со првиот брод да испловиме во Тарс. Но Бог е упорен. И Јона побегнал, сакал да се сокрие од Бога, Бог го испратил во Ниневија, а тој се упатил сосема на друга страна. Се симнал доле на пристаништето и се качил во бродот и едноставно сакал да исплови од Јопа во Тарс. Но Бог бил упорен. Иако го исполнуваме својот живот со разни активности со цел да избегаме од Бога или се обидуваме да го занемариме, тој е упорен во потрага по нас, но не за да не повреди, туку за наше добро. И сега послушајте пораката во овој пример. Една жена се враќала навечер дома со својот автомобил и забележала дека ја следи еден огромен камион. Го притиснала педалот за газ, но набрагу камионот пак се нашол зад неа. Наскоро двете возила јуреле по автопатот како да се на автотрка. Жената ја фатило страв и застанала на првата бензинска станица. Излегла брзо од автомобилот и со врескање, почнала да вика, да бара помош, се стрчала кон продавачот.
Во тој миг, возачот на камионот сопрел точно зад автомобилот на жената, излегол и се стрчал кон автомобилот. Во него, на задното седиште, бил сокриен еден опасен криминалец. Возачот на камионот од својата висока кабина го забележал криминалецот и почнал да ја гони под наводници жената за да не ја нанесе зло, туку за да ја предупреди од опасноста и да ја спаси од можниот напад на криминалецот. Почитувани гледачи, така и со нас. Бог трча по нас, не за да не убие, да не уништи, туку да не спаси. Тој однапред ги гледа последиците со кои се соучуваме во нашиот живот и се обидува да не предупреди, прво преку нашата совест, а потоа преку пријателите, преку верните во црквата или преку околностите. Може би токму во овој час Бог и тебе те прогонува. Може те вознемирува својата совест да се обратиш кон Бога. Може некој трактат, некоја книга, некој ќе ти даде, за да те потикне да размислуваш, да се покаеш и да го прифатиш Христа, да го следиш неговиот пат. Може би токму во овој час Бог и тебе те прогонува. Ако забележиш дека Бог е за тебе, тогаш застани, немој да бегаш. Отвори го твоето срце и кажи: Боже, јас сум твоја, јас сум твој. Бидејќи тој те гони со намера да те врати назад, да те врати на вистинскиот пат, не за да те нанесе зло, туку за твое добро. И затоа, сосема на крај од ова приказна, еве која порака ја опатувам. Ако бегаш од Бога, почитувани, трчаш во прегратките на ѓавол. Затоа да не бегаме од Бога, туку да се свртиме кон Него и да кажеме: Боже, еве ме, еве јас сум Твој, води ме и чувај ме во овој ден, во овој живот. И ќе видите какво благослов ќе доживеете, почитувани гледачи. Затоа нека Господ не води и не чува и овој ден, и ако ни преговори Бог и преку ова емисија, и преку овие емисии утрински што ги следите, да се обратиме целосно кон Бога, да ги оставиме сите пороци, да се свртиме кон Него, да ја прифатиме Неговата волја која е многу добра за нас, зашто Бог, небото, Исус Христос ни приготвуваат еден вечен дом, едно вечно место, една земја каде што ќе нема болки, каде што ќе нема болести, каде што ќе нема секако и смрт. Одеме со песна, потоа повторно во живо ќе се вратиме во емисија. Душа, и сама, и Бог.
Во продолжение на нашата емисија, почитувани гледачи, да ја проследиме и утринската порака, која наоѓаме во Евангелието според Лука, 12 глава, првиот стих. Да се искорени себичноста. Пазете се од фарисејскиот квас, што е лицемерие. Лицемерството на фарисеите било производ на себичноста. Цел на нивниот живот била прославување на самите себе. Дори учениците, иако навидом напуштиле се заради Исуса во срцето, не престанале да барат големи работи за себе. Како и квасецот, ако се остави да ја доврши својата работа, предизвикувајќи расипување и распаѓање, така и себичниот дух, ако се негова, ќе предизвика скврнавање и уништување на душата. Во колкава мера меѓу Христовите следбеници денеска, како и во старо време, е раширен овој подмолен измамлив грев. Колку често нашата служба на Христа и нашата заедница еден со друг се нарушени со тајната желба за издигнување на своето јас. Зборовите на Христовата опомена, изговорени им се на неговите ученици, пазете се од фарисејскиот квасец. Само Божјата сила може да ги отстрани саможивоста и лицемерството. Кога им се придружил на учениците, Јуда не бил нечувствителен кон убавината на Христовиот карактер. Го чувствувал влијанието на таа божествена сила што ги привлекувала душите кон Спасителот. Спасителот го читал срцето на Јуда. Тој ја знаел длабината на гревот на кој ќе му подлегне Јуда ако не го ослободи Божјата милост. Поврзувајќи го овој човек со себе, тој го поставил таму каде што постојано ќе биде во допир со изворот на неговата несебична љубов. Кога би ми го отворил срцето на Христа, божествената милост би го истерала демонот на себичноста, па дури и Јуда би можел да стане учесник во Божето царство. Никој не бил толку издигнат како Христос, па сепак прифатил најпонизна должност. Сам Христос дал пример за понизноста. Не сакал ова важна поука да ја препушти на човековата грижа и придавал толку големо знаење, што лично тој кој е еднаков со Бога, постапувал како слуга со своите ученици. Додека расправале околу најпочестеното место, тој пред кого треба да се превитка секое колено, тој на кого му служат славните ангели, и тоа го смета за чест, се наведнал да им ги измие нозете на оне што се викале Господ. Што го викале Господ, тој му ги измил нозете на својот предавник. Целокупниот негов живот му бил подчинет на законот и на службата. Тој им служил на сите, им помагал на сите, така со животот го исполнил Божиот закон и со својот пример покажал како да го послушаме. Еве, тоа беше пораката утринска, почитувани гледачи, во кој овој текст не подсети на лицемерството. Навистина тоа е една негативна карактерна особина што секој од нас понекогаш ја има или излегува на површина. Знаеме дека лицемерството потекнува од сатаната, од ѓаволот. Кај него се родило тоа лицемерство во почетокот и еве денеска како рак рана се шири на оваа земја. Исус ги предупредил своите ученици: внимавајте, пазете се. Фарисеите биле такви луѓе кои имале едно лице за во јавноста, а друго за себе. Така да, ете Господ да не сочува да не бидеме ние лицемерни. Лицемерството било производ на себичноста. Он кој е себичен, тој само сака неговото име или тој да биде на прво место, а за другите воопшто не води сметка. Дури учениците, иако навидом напуштиле се заради Исуса, сепак и кај нив постоело таа мисла да бидат први. Знаеме што сакале Јован и неговиот брат. Мајка му на тие луѓе дошла кај Исуса и побарала први места. Едниот одлево, другиот одесно да бидат во царството што наводно Исус ќе го воспостави. Колку често нашата служба на Христа и нашата заедница еден со друг се нарушени со тајната желба за издигнување на своето јас. И затоа Исус и нам денеска ни кажува, не предупредува: внимавајте, пазете се од фарисејскиот квасец. За тоа и повеќе може да читате секако од Библијата, од Светото писмо, и затоа
Сега, почитовни гледачи, ќе ја слушнеме рекламата во која уште еднаш ќе се подсетиме на дописната електронска библиска школа. Одиме со рекламата, потоа се враќаме повторно во живо. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Сега би сакал да одговориме на едно прашање: дали Исус е Бог? Тоа прашање често пати луѓето го поставуваат. Дали тој некогаш кажувал за себе дека е Бог? Одговорот е многу едноставен и краток. Никаде во Библијата не е запишено дека Исус кажува јас сум Бог. Но тоа не значи дека тој не е Бог. Значи, ние не може да најдеме реченица кај што Исус вели јас сум Бог. Меѓутоа, од неговите други изјави и од изјавите на апостолите, на учениците, на писателите на Библијата, ние дознаваме дека навистина Исус е Бог. Значи, но тоа не означува дека тој не тврдел дека е Бог. Да ги земеме, например, зборовите на Исус запишани во Јован, во Евангелието според Јована, 10 глава, 30 стих, кај што пишува: јас и татко ми сме едно. На прв поглед тоа не изгледа така како Исус да кажува дека е Бог, но ајде да видиме како возвраќаат јудејците на таа негова изјава. Не те каменувавме заради добро дело, туку заради богохулство. Зашто ти, бидејќи човек, се правиш Бог. Јован 10:33. Значи, кога Исус ја кажал таа изјава, дека јас и татко ми сме едно, јудејците реагирале, јудејците скокнале и сакале да го каменуваат. Зошто? Затоа што тој се правил еднаков со Бога. Јас не можам да се правам еднаков со татко ми кога тој 86 години има, јас сум 62 години. Значи, не може да се изедначам. Но ете, овде Исус од своите изјави, тој се изедначува со Бога, што значи дека е еднаков со Бога. Продолжуваме понатаму. И во следните стихови Исус не ги поправа јудејците и не им кажува: јас не сум рекол дека сум Бог. Тоа покажува, почитувани гледачи, дека Исус навистина имал во предвид точно сето тоа, дека е точно што го изјавува, дека е Бог со зборовите јас и татко ми сме едно. Јован во 8 глава во 58 стих дава друг пример, кај што Исус кажува: вистина, вистина ви велам, јас сум пред да се роди Авраам. И повторно во одговор на неговите зборови јудејците реагираат, земаат камења и сакат да го убијат Исуса во Јован 8:59. Зошто јудејците тогаш сакале да го убијат Бог, да го убијат Исуса ако не бил Бог? Тие веле дека тоа е богохулство. Никој од нас како луѓе не можеме ние да кажеме јас сум Бог, да се изедначиме со Бога. Во Јован 1 глава 1 стих пишува: Словото беше Бог, а во Јован 1:14 продолжува: Словото стана тело. А во Дела 20 глава 28 стих пишува: внимавајте за да ја пасете Божјата црква, која тој ја придоби со својата крв. Кој ја придобил црквата Господова на ова земја, почитувани гледачи? Исус Христос. А во Дела 20 глава во 28 стих кажува дека тој ја откупил со својата крв. Тоа значи дека Исус Христос е Бог.
Тома, jedan od Hristovite učenici, kaže ovo za Isusa: moj Gospod i moj Bog. Jovan 20. glava, 28. stih. Isus nego popravova Toma da kaže: čekaj Toma, nemoj da me praviš Bog. Ja ne sam Bog. Bog je jedan, no ja sam podčinjen pod Boga. Во посланието до Тит, 2 глава, 13 стих, не охрабрува да го чекаме доаѓањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Може да видиме и во 2 Петрова 1:1, во Евреите 1:8. И така, има многу текстови каде што индиректно или директно писателите го изедначуваат Исуса со Бога. Во Откровение, еден ангел го предупредил Јована да не се клања пред него, туку само на Бога. На неколку пати во писмата е запишено тоа дека само да се поклонуваме на Господа. И затоа, почитувани гледачи, еве само неколку текстови ви спомнав кои укажуваат дека Исус Христос е Бог. И затоа тројството е навистина една тајна за нас целосно да го разбереме. Отецот, Синот и Светиот Дух. Но тие се заедно. Тие решаваат. Тие го спасуваат човекот. Секој од нив си има своја улога. Знаеме дека денеска Светиот Дух е присутен на ова планета. Исус кога заминал им рекол: јас ќе ви пратам друг утешител, кој ќе биде постојано до крајот на векот на светот со вас. Исус го завршил тој дел од својата мисија. Бил на ова земја 33 години, покажал како човекот да живее, на крајот умире, го распнува, воскреснува и ја плаќа таа цена, откупнина за нашиот живот. И затоа денеска ние сме откупени. Наскоро кога ќе дојде Исус, ќе направи крај на се оно што е лошо и ќе го земе својот народ на небото, каде што ќе бидат едно време, Библијата зборува од 1000 години, а потоа кога ова земја ќе биде обновена и ова небо, овде ќе се живее вечно. Овде ќе биде вечноста. Овде луѓето ќе отпочнат еден нов почеток и ќе нема крај. Еве тоа беше рубриката кога зборувавме за библиските личности. Денеска кажавме за Исуса дека е еднаков со Бога и дека Исус е Бог. Одеме со песна, почитувани гледачи, и потоа ќе продолжиме повторно во живо со нашата програма. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. Knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He sees each tear
each tear that falls and hears me when I call. He hears me when I call. Продолжуваме со нашата емисија, почитувани гледачи. Следува рубриката да ја запознаеме нашата земја, нашите градови, села, водопади, езера и така натаму. Денеска ќе зборуваме за Крушево. Верувам дека барем еднаш сте биле, но и вие кои не сте биле во Крушево, еве ќе кажеме неколку информации, неколку податоци. Крушево е град во западниот дел на Република Македонија, во пазувите на Бушева планина. Тој е градот на некогашната Крушевска република. Над градот се наоѓа познатиот споменик Македониум со 1220 метри надморска височина. Крушево представува единствениот планински град во Македонија и највисокиот град на Балканот. Градот Крушево представува административно седиште на истоимената општина. Секако таму се наоѓа и оној голем споменик на Питу Гули, Никола Карев и други наши дејци. Крушево прв пат се спомнува во историските извори во 1467 година како Мезра, односно село во состав на имотот на Хусеин Бек. Во Слепченскиот кодик, што калугерите го воделе во 1454 година, се спомнува името Крушево, кој што се однесува на сегашната населба. За време на турското владење, Крушево било мало словенско село, а на крајот од 18. век истото припагило на Керим Бек од Охрид, на кого населението на Крушево му плакило данок се до 1847 година. Знаеме дека Македонија беше поробена 500 години под турско робство и затоа тие податоците се поврзани со тие турски имиња. Крушево како развиена и организирана градска населба била создадена на крајот на 18. век, односно почетокот на 19. век. За создавањето на Крушево како градска населба значајно е доселувањето на власите од Москополе и неговата околина во 1769-1788 година. И сега овде имаме разни податоци, кои може би не се толку за нас интересни, но како е да е, денеска Крушево е една убава населба, односно убаво градче, кај што е развиен зимскиот туризам и кај што има многу знаменитости туристички, луѓето доаѓаат посебно да го посетат и гробот на музичката легенда Тоше Проевски, кој пред неколку години трагично загина на автопатот во Хрватска кај Нова Градишка. Има негов музеј, може да го посетите, јас сум бил во тој музеј, се она Тоше што го имал и тој има макета негова, односно споменик во негова природна големина, значи сите тие работи со кои тој се занимавал како музичар може да ги погледнете и да слушнете убава негова музика, така да ако ве води патот ова пролет, ова лето обавезно посетите го Крушево, има многу музеи, така да може да малце се одморите и за викенд, бидејќи има чист планински воздух. Интересно, властите се многу бројни во Крушево, како што овде спомнавме, од која година се доселени. Меѓутоа, ние во Македонија, како македонци, Крушево го памтиме и сме го учили неле во школо за она Крушевска 10-дена република која била загушена, тоа востание од страна на турската војска. За време на Илинденското востание градот Крушево е ослободен на 2 август 1900 година. Тоа е и национален празник во нашата земја. И тука е формирана Крушевската република. Била избрана привремена влада од 6 члена и Народно собрание со 60 делегати. Републиката постоела до 13. август. Значи само 10 дена била независна република и самостојна. Утрото на 12. август градот бил нападнат од 15.000
turski askeri, znači turski vojnici, predvodeni od Bahtijar Paša. Zamislite, gradče su nekoliko hiljadi žitelji i nekoliko stotici borci, vostanici, bile napadnete od 15.000 dobro voruženi vojnici. Značajni bitki za odbrana na republikata se vodele na Mečkin kamin i kaj sliva. Danas kako odete na Mečkin kamin, ima tamo golem spomenik. Po zadušovanju to na Ilindensko vostanje Kruševo bilo zapaleno, a golem del od naseljenето od gradot i okolnite sela se iselile. Се годиме еден чекор понатаму, да кажеме време на Втората светска војна, Крушевчани активно взели учество во Втората светска војна, односно во ослободување на македонскиот народ. На 16. април 1942 година во месноста Грујова Нива на планината Осој во близина на Крушево формиран Крушевскиот народно-ослободителен партизански одред Питу Голи. Градот бил ослободен на 8. септември во 1944 година, каде што имало бугарски војници. Знаеме и Бугарија ја окупира Македонија, еден дел, односно и цела скоро Македонија, неколку години тие управувале со Македонија, значи, но на 8. септември конечно Крушево се ослободува и од бугарската војска. Крушево лежи на западниот планински раб на Пелагониската котлина. Значи, убав поглед. Ако отидете, таму се гледа скоро цела Пелагонија, може да ја видите, некој вел дури Солун се гледа. Иако Солун не може се види, но како е да е, има прекрасна гледка во Крушево, која ќе се качите горе на таа висина. И еве неколку податоци. Македонци има 4273, ова е од попис од 2002, Власи има 1020, Срби има 26 и нешто останати жители, односно народности. Така да, Крушево едно мало градче, доста се иселени во меѓувреме, сега според новиот попис не знам колку има жители, колку останали, но како е да е, тоа е едно убаво туристичко место, каде што за време на зимскиот период има ски центри, така да оние кои се љубители на снегот може да уживаат. Еве, тоа беа податоците за Крушево. Еве сега да споменеме, почитувани гледачи, нешто за здравието и полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна утринска емисија. Би спомнал нешто за копривата. Пролете, веќе копривата може да ја најдете во природа, традиционален лек и здрава храна. Копривата е распространета насекаде. Младите, здрави и сочни листови од коприва се берат од април до август. Што мрстението ќе достигне висина од 20 см, се препорачува бербата на листовите да биде во пролет, затоа што тогаш имат најдобар квалитет. Коренот на копривата се откопува во есен, се отстранува стеблото, се мие со вода и се суши на сонце или во млака рерна. Копривата содржи состојки кои го намалуваат воспалението и го потикнуваат излачувањето на токсините. Коренот од коприва се препорачува при проблеми со уринарниот систем, зголемената простата и болки во зглобовите. Доколку имате проблеми со чести уринарни инфекции и камчења во бубрезите, пиете чај од коприва. Надземните делови на копривата, се мисли на листовите и стеблото, поволно делуваат при следните здравствени состојби. Еве кои се тие: алергии, анемија, астма и белодробни конгесија, болки и воспаление во зглобовите, диабетес, диареја и дизентерија, заздравување на рани, зголемено лачење на желудична киселина, канцер, осип и екземи, предвремено старење. Гледате, копривата помага и во тој одсек да не старееме пред време. Прочистување на крвта од токсини, слаба циркулација. Копривата се применува при мускулни грчеви болки, опаѓање на косата и често мрсење на скалпот. Екстрактот од коприва во козметичката индустрија се користи во средства за нега на косата и кожата. Младите листови од коприва може да се
blanširat, varat i konsumirat kako ostanatiot lisen zelenčuk. Od mladite listovina kopriva se podgotova čorbi, supi ili može da gi koristite kako za fil na piti. Od koprivate se pravi čaj, sok, tinktura i maslo. Mislim da ja se sakam koprivati i mislim da i vi ja sakate, početovani gledači, može se pravi soris, mjesto spanjak, znači pravite manđa, pravite razni čorbi, čajevi, znači besplatna je, može da izlazite u priroda i za čas da naberete i da si napravite jadenje, odnosno obrok. Сега во време на скапоти, кога се е поскапено, еве малко орис, што се виле една шака орис и коприви да наберете, ке си направите еден убав ручек. Една чаша бланширана коприва ги има следните нутритивни вредности. 70 калории, 7 грама јаглено-хидрати, 2 грама протеини, 6 грама растителни влакна. Ова лековито растение е богато со витаминот К, А и B6, рибофлавин, ниацин и фолна киселина, а од минералите содржи калциум, манган, магнезиум, железо, фосфор, калиум, цинк и бакар. Затоа консумирајте, почитувани гледачи, коприва и бидете полни со енергија и што е најважно, бидете здрави. Еве, тоа беше рубриката за нашите градови, села и здравствени совети. Одеме со песна. Te sacrame i veličame, Otce srce vidi slave Gospode i neka je ovoj sine Bog uroden zlub za tebe, Bože moj. Za svekoj dan ljubov Tvoga, za rad tebe, za nas što i podane, che te savime, dostojanci samo ti, Gospode. Slavimo Isusa, slavimo Gospoda, Caro Tvoj, spaso Tvoj, Utrinska cesta, Boga Tjego slavime i Temu peme, sole doke videme vo večnost. Slavimo Isusa, slavimo Gospoda, Caro Tvoj, spaso Tvoj, Utrinska cesta, to je Bog i Spasitelj, sigurna nadeć, neka večnost onego ke videme. Следува рубриката за археологијата која потврдува веродостојноста на Библијата на Светото писмо. Благодарение на археолошките откритија во 20 век, срушено е некогашното гледиште на некои научници дека Аврам бил примитивен човек и дека живеел во нецивилизирано време. Урхалдејски, што го ископувал сир Леонард во текот на 20-тите години од 20 век, бил мощне развиен град со повеќе катници и со напреден образовен систем. Куќите на опричните граѓани во Ур биле
подобри од денешните куќи во посиромашите жители на Багдад, токму во врска со примитивниот Аврам. Односно, овој писател кажува толку со примитивниот живот на Аврам, кој некој го кажува дека Аврам живел во некој сиромашно семејство и затоа го напуштил градот, го напуштил местото да замине на некој друго место каде што е подобро. Меѓутоа, еве, археолозите денеска потврдува дека Аврам живел во еден мощне развиен град кај што имало и високо катници. Вавилон, златен град. 2000 години Вавилон бил клучен центар на Месопотамија, земја меѓу Тигар и Еуфрат, која денес ја викаме Ирак. Значи, денеска Ирак се наоѓа на некогашното место кај што ете Тигар и Еуфрат, односно Месопотамија. Славните цареви, како што се Хамураби и Навуходоносор, владееле во неговите славни денови. Грците се сеќавале дека во него се наоѓале 2 од 7 светски чуда на Стариот свет. На врвот од сејот на Вавилон еврејскиот пророк Исаија го пишал како украс на царствата и гордост на халдејците. Археологот Роберт Колдвеј ги почнал своите научни ископувања во Вавилон во 1899 година. Били ископани градските ѕидови, храмовите, палатите и куќите, безброј кошеви полни со гранчарија и камење се со врежени записи, со клинесто писмо се однесени од таму заради проучување. Речиси се потекнувало од периодот на Вавилонскиот врв меѓу 626 година и 539 година пред Христа, од времето на владењето на царот Навуходоносор. Пронајдени се извештаи за победничките походи на Навуходоносора против Асирија, Египет и за неговото присоединување на Јуда. Вавилонските записи целосно се согласувале со библиските. Големиот поклоненички пат го довел стародревниот Вавилон на половина. На камењата со кои бил поплочен стоеле зборовите Јасум, Навуходоносор, цар на Вавилон, син на вавилонскиот цар Набополасар. Ова тврдење подсетува на неговото фалење во Светото писмо. Зар не е величествен овој Вавилон што јас го изградив? Во Данило 4 глава 27 стих може да ги прочитаме тие зборови. Откритијата на Колдвеј ги налутиле критичарите на Библијата. Со подсмев ги отфрлале Навуходоносора и неговиот внук Валтасар како митски ликови. Еве, почитувани гледачи, ова е само дел од оваа книга, што ете постојано ние читаме, археологијата ја потврдува Библијата. Ке продолжиме со читање, односно со извештаи од страна на археолозите и во нашите наредни емисии. Еве, полека дојдовме до крајот на ова денешна утринска програма, почитувани гледачи. Денеска е петок, завршува нашето работно време. Како што знаете, од понеделник до петок ја имитуваме нашата програма секој утро во 8 часот и 30 минути. Ке имаме пауза од 2 дена, ке се видиме ако Бог даде живот и здравје повторно во понеделник во исто време, на исто место во 8 часот и 30 минути. Ви посакувам убав викенд, бидете благословени, чувајте се, посакувам секој добро и се гледаме повторно во понеделник. Довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.